Се уште е неизвестно колку и во кои штипски училишта ќе се воведе едносменска настава. Во игра засега е Штипската гимназија, но и овде треба да се реконструираат неколку простории за да може наставата да се одвива непречено. Штипското медицинско училиште нема доволно капацитет за наставата да се одвива во една смена, па потребна е доизградба. Воведувањето на едносменска настава во училиштата е со цел соодветно да се распределат наставниците, а со тоа и учениците да добијат поголем и подобар степен на образование. За разлика од тоа, распределбата во државата е таква што на места нема наставници или во општини, во региони, а во одредени други општини и региони ние имаме повеќе наставници отколку што е потребно. Не е решение да имаме помал број наставници. Решение е овие наставници што ги имаме добро да ги искористиме за да го подобрат квалитетот. Од тука нудиме едносменска настава и 8-часовен престој на децата во училиштето и целодневна настава до 4 и до 5 со тек на време, за да ангажираме наставници со децата кои со својата работа ќе овозможат стекнување на повеќе знаења и вештини. За дефицитарните кадри пак како оние по математика, физика, хемија, географија, државата ќе дава стипендии со цел да ги привлече да работат во образованието. Со новиот начин на работа, подобри услови се очекуваат и за наставниците и за учениците. Што се однесува за оние дефицитарни кадри, како што се математика, се извинувам, математика, физика, хемија, географија, па и македонисти, па еве некаде историчари, па и во средностручните школи фали по некој профил, државата ги стипендира и ќе ги стипендира, ќе ги отслободува од партиципација, значи ги користи сите механизми за да ги привлече да работат во образованието, во една благородна струка која треба не само да им даде среќа и радост на децата и родителите, туку дополнително да ја придвижи напредува државата. Инаку во Македонија за 7 години има 16.000 ученици помалку и над 3.000 првачиња помалку, вели Јаневска.